Следите дневник на К1, политика, економија, живот, спорт. И во овој дневник ви ги пренесуваме во целост информациите од Вардарскот и Квешкиот регион Македонија, светот и спортот. Што сега одбележа денешниот ден, ќе погледнете веднаш по најавите. Останете со нас. 13 мигранти откриени на граничен премин Богородица. Меморијален турнир во кошарка во чест на Тони Виларов и Бране Ацков. Кајакарот Мирчевски победник на отвореното првенство во кајак Велес 2017. Денеска во Кавадарци во рамки на кампањата за локалните избори присуствуваше претседателот на СДСМ Зоран Заев заедно со неколку коалициони партнери. Тој се сретна со граѓаните симпатизери на оваа политичка партија, а целта на неговата посета беше одржување на јавна дебата, каде што се слушнаа мислењата и сугестиите на кавадарчани во однос на проектите за Кавадарци кои ги нуди оваа политичка опција, заедно со кандидатот за градоначалник Бетјан Китев. Јавна дебата во паркот наспроти полицијата се одржа денеска во Кавадарци, на која присуствуваше лидерот на партијата СДСМ Зоран Заев. Тој во изјава за медиумите нагласи дека СДСМ и коалицијата се убедени дека вториот круг од кампањата ќе заврши со победа на кандидатот за градоначалник Бетјан Китев на локалните избори. Граѓаните го дадоа позитивниот сигнал избирајќи мнозинство во советот од страна на советниците на СДСМ и испратија недвосмислена порака во кој правец сакаат да се движи иднината на Република Македонија, нагласи Заев. Не е во ред на вистина Кавадарци, кој што е центарот овде на нашата Македонија, да остане да каска на времето. Има шанса нашите политички противници си во овие години и со централна и со локална власт да покажат. За жал, видовме дека на вистина Кавадарци каска во својот развој. Јас сум убеден дека на вистина Кавадарци ќе сјае помеѓу сите општини во Република Македонија и заради својот потенцијал и заради сите перспективи кои што ги има како локација, како граѓани, работоспособно население, вредни луѓе. Инсистираме и сме убедени дека само со промена на политиките на локално ниво можеме да обезбедиме просперитет, развој и транспарентна локална самоуправа, која што ќе работи исклучиво за интересите на граѓаните на Кавадарци, рече во изјавата кандидатот за градоначалник на СДСМ Бетјан Китев. Не ги делиме луѓето и даваме шанса секој да се определи онака како што мисли. Ние инсистираме и сме убедени дека само со промена на политиките и на локално ниво можеме да обезбедиме просперитет, развој, транспарентна локална самоуправа која што ќе биде во интерес на граѓаните и која што ќе работи исклучиво за интересите на граѓаните на општина Кавадарци. Подавам рака на секој, спремен сум да влезам во битка со сите оние проблеми кои што актуелното раководство на локалната самоуправа ќе ни ги остави. Целта на денешната дебата беше да се слушнат мислењата на граѓаните за проектите со кои овие локални избори се представува СДСМ и коалицијата. А вчера вечер претседателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски гостуваше во специјалното издание на ТВ магазинот Седмица на телевизија Алфа. Во разговорот тој се осврна на изборните резултати и политичката состојба во државата во моментов. Груевски истакна дека ВМРО ДПМН на овие избори влезе како фаворит и многумина се прашуваат што всушност се случи. Според него, локалните избори биле украдени. Првата работа е еден страшен терор, уцени, закани, заплашувања и многу подкуп на гласачите. Се разбира од страна на актуелната власт во досега невидени размери. Се од ова се случува и во минатото на некои поранешни избори. Но во вакви размери
Јас не се сеќавам дека имало во Република Македонија. Практично имавме убиен човек во изборите. Кандидат. Имавме кандидат за градоначалник и актуелен градоначалник со скршен череп. Искршени изборни штабови. Што ли не? Кога се случува сето ова, можете да замислите што се си помислува еден обичен човек. Изборите не долекуваа како да се во Африка, а камоли во Европа. Вкупно 27 тужби се поднесени до Управниот суд ноќеска од партиите против решенијата на Државната изборна комисија за приговорите за првиот круг од локалните избори што се одржаа во неделата, информираат од судот. Рокот за поднесување тужби истече денеска во 11 часот. Најмногу тужби поднела ВМРО ДПМН и тоа 24, 2 ТМРО и 1 е од Левица. 27 тужби се поднесени до Управниот суд ноќеска од партиите против решенијата на Државната изборна комисија за приговорите за првиот круг од локалните избори што се одржаа во неделата, информираат од судот за МИА. Рокот за поднесување тужби истече во 11 часот денеска. 24 тужби има поднесено ВМРО ДПМН, 2 ТМРО и 1 од Левица. Судечките совети на Управниот суд по овие тужби треба да се изјаснат 48 часа од нивното поднесување. По тужбите ќе одлучуваат 5 судечки совети составени од по 5 судии од Управниот суд, избрани по пат на жребка. Тужбите електронски им се распоредуваат на судиите, а одлучувањето ќе биде на јавни седници. Управниот суд ноќеска ја отврли тужбата од Ѓорги Шарковски против, како што стои во поднесениот документ, државната администрација во Кривогаштани заради оневозможување на собирање потписи за градоначалник и членови на совет во општина Кривогаштани. Решението го донесе Управниот суд во совет составен од тројца судии на нејавна седница на советот. Во меѓувреме тече кампањата за вториот круг од изборите, но ќеска на полнок заврши рокот за поднесување барања за гласање на болни и изнемоштени лица. Инаку вториот круг од локалните избори е закажан за 29 октомври. Коцевски нема фаворизиран проект. Чадиев не може да издвои најприоритетен во својот градоначалнички мандат. Ваков е сублиматот од одговорите кои на новинарски прашања ги дадоа Аце Коцевски и Славчо Чадиев. Граѓаните пак очекуваат подобрување на условите за живот. Коцевски нема фаворизиран проект, а пак Чадиев не може да издвои најприоритетен од својот градоначалнички мандат. Вака во една реченица може да се сублимираат одговорите кои што на новинарски прашања ги дадоа Аце Коцевски и Славчо Чадиев. Сообраќајните решенија, кружните текови, градскиот стадион, игралиштата што ги направивме на населените места, секако и првиот тротоар направен у едно населено место, тоа е населеното место во Мутчево. Значи, со првиот лифт за лица со посебни потреби и така натаму, реконструирани училишта и ред други работи со 100 и нешто направени улици у градот, со десетици километри водоводни линии што не се гледаат, меѓутоа пред се со индустријската зона и зоните индустријски кои што ги сметат дека се како најголем успех постигнати во изминатиот период. Ќе тераме многу проекти. Мене ми е мило што заради моето име веќе ми се јавија неколку донатори кои сакаат да го вклучат Велес во нивните проекти од Светска банка и од други институции. Јас се надевам дека ќе има многу такви проекти во наредниот период. Особено сакам да го потицирам тоа што испуштив да го кажам. Јас им ветив на граѓаните дека во овој мандатен период посебен акцент ќе ставам на други нешта во споредба со претходните два мандати, така да сакам да порачам дека во наредните 4 години приоритетни ќе бидат повисоките зони од градот, периферните населени места. Во изминатите 4 години недвижниот имот на општината се зголеми, вели Чадиев. Ова е доказ за посветеното работење во интерес на градот и неговите жители. Успеавме да донесеме непокретен капитал, односно имот што е многу голем. Тука ќе ги наброам неколкуте
објекти, почнувајќи нели од градскиот стадион, од зградата на синдикатот популарно наречена и така натаму, од факултетот кој што е сместен објектот и така натаму. Коцевски очекува во следните 4 години како локална самоуправа да ги добие зголемените надлежности во социјалната заштита. Но најнапред најавува ревизија во работењето на општината и јавното комунално претпријатие Дервен. Сакам да кажам дека јас ќе направам, ќе побарам да се направи ревизија за да се скенира вкупната состојба не само во општината, туку и во јавното комунално претпријатие Дервен. Граѓаните пак очекуваат подобрување на условите за живот. Да биде напред. Се е убаво да биде, да направат што обеќаат. Тоа. За младите да има работа, за пензионерите исто така. Очекуваме нели секогаш нешто подобро, поефикасно да биде, за секого да биде како што треба. Да биде се како што е речено и како што е логично. Да биде по уреден градо. Поголема хигиена и улиците наши овдека не направени да не ги направат. Колку очекувањата ќе бидат остварени и колку ветувањата реализирани, останува да покаже времето. Климатските промени негативно влијаат и на сточарството. За да ја одржат продуктивноста на добитокот, сточарите ќе мора да се прилагодат на климатските промени. Пожелно е фармерите да превземат мерки за разладување на просторот со засенчување. Климатските промени негативно влијаат и на сточарството. Во летниот период, поради високите температури, продуктивноста на млекото може да биде намалена и за 30%. Според експертите и досегашното искуство во практиката, прилагодувањето на фармите за поголема вентилација или вградувањето на системи за разладување даваат позитивни резултати. Експертите велат дека поради изменетата клима, се повеќе ќе бидат присутни болестите син јазик и јазлеста кожа, кои досега ги немаше на нашето поднебје. Велат мора да се реагира превентивно. Со одредени мерки за прилагодување, млечноста на кравите, која паѓа и до 30%, може да се зголеми за 8 до 25%. За да ја одржат продуктивноста на добитокот, сточарите ќе мора да се прилагодат на климатските промени. Пожелно е фармерите да превземаат мерки за разладување на просторот со засенчување или поставување современи системи за регулирање на температурата во фармата, но и подобрување на расната структура, воведување специфични режими на исхрана и подобра здравствена заштита на добитокот, препорачуваат експертите. Меморијален турнир во кошарка во чест на Тони Виларов и Бране Ацков денеска се одржа во спортската сала Гемиџи. По 10 пат нивните спортски пријатели преку играта оддадоа почит на прерано починатите велешки кошаркари. Во спортската сала Гемиџи и денеска се играше кошарка во чест на Тони Виларов и Бране Ацков. По 10 пат нивните спортски пријатели преку играта оддадоа почит на прерано починатите велешки кошаркари. Почитта кон Виларов и Ацков ја искажаа голем број на кошаркари од повеќе генерации. Сите легенди на своето време, тренери, пријатели, роднини, но и гледачи кои со децении наназад ја следат кошарката во градот. Овој турнир се води како меморијален турнир Виларов-Ацков. И на него традиционално секоја година се поканати по 3 екипи од страна и ние четвртата екипа како домаќини на турнир. Трите екипи од страна моментално се екипата на Струмица, екипата на Битола и екипата на Кавадарци. Тоа се ветераните во кошарка на овие градови. Тони Виларов во својата богата кошаркарска кариера го носеше дресот на Борец, Житовардар и Велес 2000. А Бране Ацков беше член на Борец и еден од основачите на кошаркарскиот клуб Велес 2000. Во времето кога го носеше дресот на Борец, клубот 2 пати беше првак на Македонија и се надпреваруваше во втората лига на поранешна Југославија.
Делегација на владата утре ќе го одбележи денот на македонската револуционерна борба 23 октомври со положување венци со свежо цвеќе на споменикот на Гоце Делчев во градскиот парк во Скопје. Делегацијата ќе ја предводи министерот за култура Роберт Лагјозовски, а со него ќе бидат и министерот за економија Крешник Бектеши и министрите без ресор Едмонд Адеми и Зоран Пашурик, како и заменик министерот за локална самоуправа Дејан Павлевски. Настанот е закажан за утре во 10:30 часот, а ние продолжуваме со вести од Македонија. Група од 13 илегални мигранти од Ирак открила вчера граничната полиција во специјално направен бункер во товарно возило со бугарски регистарски таблички, управувано од грчки државјанин, соопшти Министерството за внатрешни работи. Групата мигранти била откриена околу 20 часот и 45 минути на граничниот премин Богородица од страна на полициски службеници во судејство со царински службеници при контрола на товарно возило Рено со бугарски регистарски ознаки, управувано од СА-45 од Република Грција. Мигрантите биле пронајдени во специјално направен бункер во предниот дел од приколката, веднаш зад кабината од возилото. Регионалниот центар за гранични работи Југ при Министерството за внатрешни работи до основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал Скопје поднесе кривична пријава против СА поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело криумчарење мигранти, наведуваат од МВР. Унгарската полиција уапси српски државјанин кој прошверцувал 18 мигранти преку границата, јави новинската агенција Танјук. Унгарските полицајци го запреле 22 годишниот српски државјанин кој патувал преку Унгарија кон Австрија. Во возилото Рено имало 18 лица од Пакистан и Индија, кои немале документи за легален престој во Унгарија. Унгарија воведе високи затворски казни за трговија со луѓе со поголемата мигрантска криза во 2016 и 2015 и 2016 година. Продолжуваме со вести од светот. Словенците денеска по петти пат ќе гласаат за председател на државата по распадот на Југославија во 1991 година. Во првиот круг ќе има 9 кандидати, од кои 5 се жени. Ако ниту еден од нив не добие 50% од гласовите, вториот круг од изборите ќе се одржи на 12 ноември. Социјалдемократот и досегашниот председател Борут Пахор се надава на победа уште во првиот круг. Тој има значителна предност на анкетите пред градоначалникот на Камник, актерот Маријан Шарец и Романа Томц од конзервативната партија СДС. Според официјалните податоци, право на глас имаат 1,7 милиони. Прелиминарното гласање се одржа на 17 и 19 октомври за оние кои денеска од различни причини нема да можат да гласаат. Денеска во Косово се одржуваат седмите поред локални избори по војната на кои право на глас имаат 1.890.952 гласачи. Се гласа на 2505 избирачки места. Во трката за 38 градоначалнички места се 204 кандидати, додека за членови на собранијата на општините 6887 кандидати. На изборите учествуваа 91 политички субјект, од нив една коалиција, 35 политички партии, 30 граѓански иницијативи и 25 независни кандидати. Како и претходните избори, овие ќе ги наблюдуваат домашни и меѓународни наблюдувачи, вклучувајќи ги оние на Европската унија, како и странски дипломатски представништва, потврди Валмир Елези, портпарол на Централната изборна комисија. Во обезбедувањето на изборниот процес, од безбедносен аспект, ангажирана и косовската полиција.
Денеска имаме сончево и топло време со мала до умерена облачност, проследено со слаб ветер од западен и северозападен правец, соопштуваат од управата за хидрометеоролошки работи. Утринската температура се движеше од 1 до 9, а дневната највисока температура на воздухот достигна до 27 степен. Под влијание на влажен и студен воздушен пран од понеделник ќе преовладува облачно време со врнежи од дожд, кои повремено ќе бидат пообилни. Метеоинформациите се последни во овој дневник. Јас ви благодарам за вниманието. Пријатно.